92 FM. Bubamara, Bubamara, Bubamara Radio. Počitovana publiko, dami i gospoda, vreme je za Saško Kocev. Buonasera a tutti, buonasera, come stai? La verità Bubamara, veramente di Bubamara. Benvenuti, come stai? Applaudissementi, come stai? Dove sei? Tradici a 23 Bubamara. No 13. Tradecia 23 Bubamara, Tradecia, applaudissementi, grazie per tutti. Dove sei? Il Vlatko, dove sei tu di tutti? Vlatko Stefanovski, applaudissementi per Vlatko Stefanovski, benvenuti Vlatko. Come stai? Piero Antici, basketball, Piero Antici, applaudissementi per Piero Antici. Applaudissementi per tutti, applaudissementi per blocco di su, blocco 1, 2, guarda, scusate, blocco 2, blocco 3, blocco 4, blocco 5, 7, 9, blocco 10, blocco 11, blocco 12, Politiciano, benvenuti. Sei tu che il nome di vostro blocco è B13? Sei tu, B13? Scusi. No, prego, scusi, B13. Applaudissementi per B13 blocco. E 14 blocco. Benvenuti tutti. Ko slušam ovo italijanski lani prvi put mislim da je neko iz Vesti na Strumički, iskreno rekao. Ne znam. Benvenuti tutti, дека сте бесите, що правите, обичайте, лицебни бакална мата, вада се, защо така сте направили, дека оете там, 23 има дедене. Така некако ми звучиш. Добре дойдете на 23-то издание на Злата Бубамара на популярността. 23 години, 23-то издание, годините си одат, а Бубамарата си стоа. Дай си стоа. Памето си уйде, коста не стоа. Ета. Те са 23 години како си пролета. Да ви кажем наискрено, не 23, мене 3 години како ми пролета. Овие заднjeve 3 години со луѓава. Дойде 3 години, дуле ни да ме такне. Као да съм лимонаду попио. Чак ми би лимонада, знаеш, Бог лимона.
И најтешко е тоа што порано, спори за овие тупики, овие, и секое време, дојде време, нив да ги овакво, треба да те дупам, ја не играм више, не, мене ме нема, техничка влада, ја не играм више. Сине, тоа е педер. Да ми прости ЛГБТ заедницата, тоа е педер. Сериозно ви кажам. Инаку, тука сме, многу е тешко да се добие датум. Стварно тешко. Ние планиравме Булмара да направиме на 29 февруари. Викам, чекай, ова е престапна година, а минатата година баш беше престапна, некако. Баш онака престапна, имаше престапници, викам, ајде да не се правиме многу интересни. Значи, ние картите ги продадовме, немаше уште датум за кажаме. Па после им рековте, гласе тебе за кој датум сакате. Купи ги ти картите, па пиши ми у инбокс. Кога са? И за тоа склопивме на 27 да биде. Добре дојдовте, картите се продадени. Знаете што? Многу е тешко иначе датум да се добие. Посебно ние, као оваа држава. Датум да добиеш, катастрофа. Ние знаеш како треба да се викаме? Не Македонија оваква, ние треба да се викаме датумска Македонија. Па ние само со датум се заебаваме, бе. Значи, датум за преговори, за кога ќе почне да се преговара, да дојдете, за кога ќе почне вистински да се договори, датумот кога ќе почне да се преговара, за кога ќе дојдете вие за да преговараме, да видиме кога би можело да дојдете да преговараме за датумот, да видиме кога е најубаво да се договориме, за да преговараме за датумот, кога НАТО да дојде кај вас и да провери кога би било најдобро датум да добиете за да се преговара, кога вие да дојдете кај нас, да има датум за преговори, за влезба на... Па толку се неодлучни, бе. Па замисли, и вие замисли, не влеземе у тоа НАТО. Кој датум да го славиме? Кој датум ќе го славиш? Ало? Ние какви сме будали, сите ќе ги славиме. 364-5 дена у годината, све неработно. Зашто? Славиме датум. Кога, што е утре празник? Утре е празник, датум, кога добивме датум, добро, значи не се пере, нема проблем. Да дојде странска инвестиција кај нас. Да дојде да каже, ја вложувам у Македонија 100 милиона евра, ние ќе може, баце, нема кој да работи. Зашто? Све се неработни денови. Ама чекај, како бе, јас ке вложувам, баце, распоредот е наместен. Значи, нема кој да ти работи. Али еве сме, 27 февруари, 2020 година, 23-та Булмара. Добре дојдовте. Уште сте убави. Картите се продадени. Да ви кажам, секоја година има проблем за карти, тоа го знаете. Па се криеш, па креваш телефон, па колку 8 карти, не може, земи 2, имам 2 да ти давам, имам 4, немам 8. Оваа година, знаеш што? Кој да ми се јави? Колку карти? 2, му викам, земи 6. Зашто? Нема луѓе, бе, се иселија. Не може да напуниме. И други, колку карти? 2, 6. Викам, земи 8. Ама не, земи 8. Зашто? Што си се стиснал, бе? На 500 евра просечна плата, те си се стекстал. Па да се земе, бе. Ке помине животот, бе, ти си се стиснал, како влав некој да ми прости влашката заедница. Не се стиснал, да ми беше и отиде живот и на самртна постелја умрев, на бабара не бев. Земе песто. А има и онакви што, имале колку карти? 4. Земи 35. Абе не ми требаат, абе ке ти притребаат. Си ги рекетираме, бе. Земи 35, зашто? Сакаш ли да јадеме гомна за тебе? Не, земи 35.
Кој ги врте, бе, се ги рекатираме како сакаме. Значи карти има, карти све е продадено. Тука сме, дојдени сме, добро дојдовте. И минатата година и прошлата година беа реакциите дека кога беше во универзална сала, Бубамара беше по елита, знаеш, сега секој може да дојде и да знаеш дека секој може да дојде. Абе, кој не се јави за карти? И Кики, Фрики, Мики, Лики и Джики. И ало, Джики се јави за карти. Джики се бе вика, кој е Джики? Ја па викам, па кој е пак Фрики? А кој е пак Кики? Дошол човекот, нашол карти, па ги мокнат картите лево од десно. Викам, ало, дечко, кој си ти Кики по псевдоним, не те познам кој си. Ме прати Фрики. Ама кој е Фрики? На Джики, братучет. И ги гледам ја после по снимки, ги мъкнат картите. Ваму таму по торби ги претураат. Тоа не е добро, немаш да ги најдеш картите. Пак ќе дојдеш ли сигурно на Бубамара, абе, ќе ги земам ја картите, ама знаеш, маце сум у притвор, али утре ќе видам, Нема да е. Ми се јавуваат од сегде. Од Украина ми се јавуваат. Што се? 4 карти. Кои сте вие? Од Украина, од Русија, пранкери некои. Ја правам цела година, ја ги испитувам. Кои сте вие? Пранкери. И глуп сум ја. Не може ја да видам дека тоа е премиерот на Украина. Абе, да зајба. Ви примете фон. Одма го примете дека е он. И многу битна работа. Оваа година, кој да се јави за карти, абе, знаеш, абе, не се за мене, за еден друг човек, као да влегол у секс шоп и ке купува вибратор. Као не е за мене, а за кого е? Сите што зимаат карти, све за некој доктор му се. Значи, овде у Салава да знаете, све доктори има. Све и за еден доктор ми се. Ве фатам да ги затепам. Како ми се тепа некој доктор. И да ви кажам, минатата година и малце и ги тепа. Он ке ме учи школа од 15 години. Он ке ме зима карти за Бубамара. Не битна работа, доктор, што е битно? Го знаете тој вицот, бабата која ги собрала внучињата, 4 внучиња, и вика, сине, ти што учиш? И он вика, ја архитект, баба. Па кога ќе завршиш на баба да ја направиш куќа, да биде убаво да реновираш, ти сине што учиш? Ја за аптекар. Па на баба кога ќе завршиш да ја даеш витамини, оно, да биде здрава. Ти сине што учиш? Ја доктор, да ја лечиш баба да биде здрава. Значи, да го доктор. Ти сине што учиш? Ја учам бизнес development, арт и мултимедија дизајн. Значи, те боли тебе за баба ти, а? Така да бидете горди што имаме толку доктори вечерва овде во публика. Добре дојдовте. Злата Бубамара на популярноста по 23 пат. Инаку зборував за гордоста и тоа е и следната награда. Обично секоја година најбитната награда е хит и пејачка на годината. Бевме многу горди затоа што на Евровизија бевме за малце први, како и за многу други работи, за малце втори, за малце трети. Но сепак бевме за кратко некаде горе. Златна Бубамара на популярноста оди во рацете на Тамара Тодевска, пејачка на годината и хит на годината. И сме многу горди. Браво! Добро вечер, Македонија, добро вечер на сите.
Бубамара ја има голема улога во мојот професионален живот. Многу ми е драго секогаш кога ќе ја држам оваа статуетка во рацете, бидејќи Бубамара секогаш вреднувала вистински музички вредности. И фала ви, Бубамара, за тоа што од кога постојам и од кога знам за себе, вие сте дел од мене. Морам да се заблагодарам од се срце на прекрасниот и вреден тим кој што работеше макотрпно и кој што заедно со мене го донесе најдобриот пласман на Евровизија за Македонија. Тоа се Роберт Билбилов, Дарко Димитров, Лазар Цветковски, Коста Петров, Сања Поповска, сите оние луѓе кои што беа околу таа Евровизија цело време со мене додека се подготвувавме. Многу ви благодарам за тоа. Сакам да се заблагодарам на моето семејство. Најмногу сакам да се заблагодарам на мојот сопруг, кој што и вечерва не е тука затоа што го чува нашиот син. Он го понесе најголемиот товар кога се подготвувавме за целата таа Евровизија. Фала ти, мачка, што постоиш. И најголемо благодарам, до сите мои верни фанови, мојата публика, која што беше со мене и кога бев на врвот, и која што беше со мене и кога направив една глупост и несмесна грешка, и ме поддржа и во тој момент. Вие вредите да се создава и твори за вас. И јас ќе постојам секогаш тука за вас. Ве сакам многу. Фала ви многу уште еднаш. И сега сакам да го поканам маестро Роберт Билбилов и Александар Котевски на виолончело да го отсвириме хитот на годината. Proud. Благодарам. Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Go on now, tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud.
сакам. Хвала ви многу. Добро, Тамара не ја пееше химната, брат. Чути си, чути си. На нас не праша од Европска Унија. По кои ноти ја пеете химната? По фус ноти. Доле ниско. Вака диригира диригента. А пошто е тоа многу ниско, јас најавувам еден многу висок човек. Еден од нашите најуспешни кошаркари во нашата кошаркарска историја. Српското првенство, македонското, турско првенство, грчко првенство, NBA, дами и господа, го поканувам на сцена Pero Antić! Да ти е кеф да ти го утнат името, шукјури мене еднаш. Да. Јас имам чест да доделам признание за спортски подвиг за 2019 година. Затоа прво да погледнеме едно кратко клипче и да откриеме кој ќе ја лапне таа награда. Уживајте. Благодарам многу што бевте со мене последниве 10 години. Ви ја честитам новата година. Сакајте се, верувајте во љубов и верувајте во магија. Ова е се качи на Аконкагва, Килиманџаро, Еверест, Елбрус и еден куп други врвови, а мене ме мрзи до третија се качам и си мислам у кола да си спијам која ќе не ми работи лифтот. Дами и господа, Илина Арсова! Спортски подвиг за 2019 година. Благодарам Ранко и тимот на Бубамара и на сите што стоја позади овој подвиг. Навистина е голема честа да се биде дел од оваа спектакуларна манифестација по втор пат. И сакав нешто да ви кажам. Всушност, заедно со овие врвови, сиве овие години наназад, се трудев некако да ги искачувам и врвовите длабоко во себе, што секој од нас ги носи. И тоа му го посакувам секому. Научив да бидам среќна и без телефон, и без интернет, и без продавници, и без пороци, и кога сум гладна, и кога ми е ладно. Но најбитно од се, светив дека промените кои што се случуваат во природата, всушност се случуваат многу полека. Ние живееме пребрзо. Модерниот човек се затвори во згради, казина, кладилници, хотели и тотално се дисконектираше од природата, заборавајќи дека всушност таа е вистинскиот извор на среќа, љубов и здравје, без кој што не можеме, нели? Имаме прекрасни природни богатства, ајде да ги сакаме малку повеќе, онака како што треба да се сакаме и себе си, и животните, и сите други луѓе околу нас. Бидејќи човек, што не ја сака околината, не може да се сака ни себе си, и следствено не може да биде среќен. И затоа со цело моје срце и љубов и надеж за една подобра иднина, оваа награда ја посветувам на нашите најдрагоцени Охрид и Преспа.
Многу честитам. Следниот пат вака да се облечеш и вака да одиш по тоа планините нагоре да видиш како е. Сашко направи една грешка, тој рече дека јас сум Перо Антич, тоа не е истина, јас сум 2/3 Перо Антич. И за да видам цел Перо Антич, ке ми требуваше 1/3. Затоа, ке го молам на сцената да дојде 1/3 Перо Антич! Повели. Добро вечер до сите. Многу ми е драго и ја еднаш да бидам висок на барем за најава. Него го зема за реклама и се расправавме преска. Јас сум генерално познат као зипован Перо или MP3 Перо Антич. Јас сум Перо Антич, хранет од егејци. А Панчо е Перо Антич, хранет од власи. Да не извинат, да ми простат власите и егејците. Јас мислам дека сам треба да доделиме признание за најсатирична емисија за 2019 година, а мислам дека тоа може да го направиме само како еден цел Перо Антич. Да пробаме ли? Ајде. Не може. Значи, најсатирична емисија за 2019 година оди кај вчерашни новости! Стеди, може. Па ти лесен си бил човеч. Ама тешка коска имаш. Право. Море Ранко, многу убаво него што обува мара да ви човек. Браво зе. Јас ка сум многу возбуден одејќи што ние ќе онегваме. Фала. Што се смее, бе? Што е смешно? Не бе, нешто е смешно. После провинцијалци го газеле Скопје. Така, ние што возиме мотори на едно по партидан, ние сме селјаци, така? Па што е направиле права улицата, бе? Што е направиле права? Не, извини, уште нешто да кажам. Чоки да ви каже. Земи ме мите раце, бе, не бидете селјаци, бе. Гледате овдека што се дешава. Чоки, извини, што ќе те прекинам, мала дигресија. Сакам да ви се заблагодарам на публиката што 4 години не поддржувате. А особено сакам да се заблагодарам на екипата што работи во вчерашни новости и драго ми е што се појавија овие млади таленти кои што ќе може да ја одбележат генерациите што доаѓаат и кои што ќе ги памтат. Ви благодарам уште еднаш, ова е наша 4-та Бубамара. Ете ги испративме шукјур. Вие што го знаете, Ранко, знаете дека он за Бубамара се јавува пред 15 минути пред почеток на Бубамара, како да ние сме сите спремни со говори, со фризури, мислам другите не, ја и Перо. И како да се знаеме што треба да се прави. И така ми рече, баце, слушај, значи немаш гали, ти треба да додеш, најде да ќе ги дам, значи ќе ти го пуштам сега сценаривцето, ќе го земеш и ќе го прочиташ, значи тоа е така направено, имаш таму песни, ти си рокер, бат, ќе ги испееш, знаеш, немаш гали, знаеш, ти си глумец, брат, знаеш, имаш глас, ти пеете, вие таму пиете. И ми го прати сценаривцето што треба да го кажам. И јас сега ќе го кажам сценаривцето што ми го прати Ранко. Значи вика вака. Почнува. На времето немаше добра скопска журка без рок-н-рол. Фала, Ранко, брат, за тоа што мислиш дека сум ти врсник, али ова у моје време не е истина. Па вика, продолжува. Бевме генерација која игра рок-н-рол, цела Југославија, све се око тебе исправља и савија. Ранче, брат, ја од Југославија се сеќавам само на Јутел и дека у тоа време не смеев да пипнам Комодоре. Толку.
Zlatni papagalj, tata plaća sve račune, zlatni papagalj, jer mi smo snobovi. Јас имав прв мобилен у оделение. Така да, оваа песна е строго за мене напишана. Формирани 1980 година, инспирирани од концерт на Лепи Сол. Со 4 децениско музичко остварување имаат 12 студиски албуми, 7 снимени лайв на концерти и 3 компилацијски албуми. Прават музика за Црни бомбардер и Како е пропао рок-н-рол, музика за серијата Позориште у куќи. Ги слушавме ние, тоа го вика Ранко, тачно, ги слушавте вие, ги слушаат нашите деца, и тоа е тачно, бе Ранко, ги слушаме уште. Дами и господа, трајни музички вредности одат кај Електрични оргазам! Dobro večer svima, puno vam hvala. Električni orgazam nije baš dobio mnogo nagrada u životu, tako da nam je ova još draža. Uvek smo rado dolazili u Makedoniju, u Skoplje i evo uskoro ćemo i našim koncertom koji je 26. marta u Skoplju, u MKC-u, obeležiti 40 godina rock'n'rolla. Puno vam hvala što ste došli i što ste sve vreme bili sa nama.
сакам најмногу, моја буба мала.